Добро вечер. Распишени се изборите, партиите ги почнаа подготовките и на терен и во штабовите. Но вечерва во топ тема на една друга тема, за која велат едни во неа има и многу политика, други велат има многу интереси, трети многу пари. Еве што донесува. Зошто Замп ја запре македонската и музиката од регионот? Кој што штити и чии права? Колку пари се слеваат во касата на Замп, а колку завршуваат кај авторите? Се злоупотребува ли монополската позиција и зошто страф од конкуренција во заштита на авторските права? Ке има многу повеќе прашања во вечерашната дебата, ова се само клучните тези. Мои гости се Глигор Копров, член на управниот одбор на Замп. Добро вечер и добро дојдовте. Иван Мирчевски од Македонската медиумска асоциација. Добро вечер и добро дојдовте. Канал 5 телевизија. И Канал 5 телевизија, воедно и директор на Канал 5 телевизија. Александар Ристовски принц, председател на Сдруженијето на автори на музички дела Шпато. Добро вечер и за вас. И Сони Петровски, член на управниот одбор на Соком МАП, Организација за колективно управување на музички права. И на своевидно жешко столче вечерва, помеѓу две спротиставени организации, помеѓу неколку спротиставени страни, Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Добро вечер. Добро. Македонија е веќе уште малку, речи се, месец дена без македонска музика, во изминатиот период и без музика од регионот, и тоа по потекот на Замп, кој го следеа и неговите сестрински организации, условно да ги наречам, од регионот. Одлуката на Замп од 20 минатиот месец ја оценивте како нејасна, неразбирлива и дека не кореспондира со фактичката состојба во колективното управување со авторските права. Уште обстојувате на тој став? Да. Тоа што го кажавме, тоа и сега вечерва можам да го кажам, дека одлуката е нејасна, неразбирлива и пред се неоснована. Бидејќи сепак одлука се носи за забрана, нели, на музика доколку се повредени одредени права. Во моментот фактичката состојба во државата, сето она што е видливо укажува на тоа дека не се повредени никакви права. Значи одлука за забрана може да се донесе доколку е повредено некое право, нели? А тоа се однесува, значи, доколку некој не плаќа, нели? Доколку не постои тарифник во моментов, значи во моментот има тарифник по кој што се наплаќа, важечки тарифник, а тоа е тарифникот на Сдруженијето за авторски и музички права Замп, и сите корисници по однос на тој тарифник плаќаат спрема Сдруженијето. Затоа сметавме и уште еднаш потврдувам дека одлуката е, значи, не само што е нејасна и неразбирлива врз основа на овие аргументи што сега ви ги кажав, туку сметаме и дека е неоснована во оној аспект, бидејќи не се повредени никакви права. Ќе бидете директно прашани и веројатно ќе имате можност да објасните, меѓутоа морам во старт да ве прашам. Што ќе преземете? Ќе останете на констатацијата? Значи, ние согласно Законот за авторски права и сродни права имаме одредени законски надлежности, а тоа е да вршиме надзор на актите на Сдруженијето. Тоа е нашата обврска и согласно законот и надзорот кој што можеме да го вршиме. Значи, порано постоеше инспекцијски надзор, кој што, нели, со новите измени на законот повеќе не постои, така да Министерството за култура, согласно Законот за авторски права и сродни права, може да врши надзор на актите на работењето на самата организација. Ние како Министерство за култура имаме извршено, мислам, во континуитет сме вршеле надзор, и сега исто така имаме извршено надзор врз актите на работење на самото здружение. По извршениот надзор имаме доставено неколку мерки, кои што надзорот, односно лицата кои што беа во надзор, ги имаат изречено, кои што мерки е даден еден примерен рок од 60 дена да се отстранат од страна на Сдруженијето. Сакам да потенцирам
тоа сум го кажувала и сега и во вашата емисија, ќе го потенцирам дека сите мерки кои што се изречени од страна на надзорот од Министерството за култура се мерки во интерес пред се само на авторите. Ние треба тука да знаеме дека Министерството за култура секогаш ќе се грижи за авторите. Авторското право на сите треба да ни е јасно дека е неприкосновено право, кое што се цени и почитува насекаде во светот. И мораме да работиме во таа насока. Затоа, само да довршам, значи, мерките што сме ги изрекле, согласно нашите надлежности, се во интерес само за авторите. Подоцна за мерките, господине Копров, пред да ве прашам и да ви дадам можност да одговорите зошто Зампија запре музиката, го имаме образложението тука, делумно го знае и јавноста. Зошто во онаа реакција што ја прочитав на почетокот на објаснувањето на Министерството за култура, возвративте со контрасоопштение во кое рековте дека е волк облечен во јагнешка кожа кој се обидува да фаворизира едно друго се уште неформирано здружение, или како беа конкретно формулацијата? Значи, јас ова дебата ја доживувам само и сакам да биде така, како начин на спротивставени страни, а очигледно дека има овде спротивставени страни, во секој случај и во љубовта му треба двајца и за кавга треба двајца, а одека се тројца или се извинувам на тој начин што се изразив, али тоа е во суштината. И тројца треба. Значи, причината е тоа што не е проблемот што се оформи второто друштво и тоа е во ред. Спрочем, моето размислување на сите членови на Зампија дека ние не смееме да бидеме на спротивставени страни со ова. Нашите интереси треба да бидат, ја тоа истото во еден неврзан разговор со драгиот пријател Сони го кажавме тоа. Меѓутоа се случи тоа што се случи и сега да бидам попрецизен. Значи и онака авторите во Македонија се можеби и не можеби сигурно најмалку земаат од сите автори во обкружувањето, па да не зборуваме за светот. Со формирањето на Сокомап, ние имавме прилика да го погледаме нивниот тарифник. Во нашите неврзани разговори со нив, рековме, ако вашиот тарифник е за 2% или 3%, onda нема проблем, сите ние ќе го прифатиме. И нашите анализи покажаја, а пред тоа да го образложам, да кажам следното. Дека тарифникот на ЗАМП е понизок од целото обкружување, најнизок што може да биде. Или, ако во една Словенија, која има исти број на жители, како и отприличка како и ние, еве да ви кажам, нивниот ЗАМП собира 9 милиони. Колку собирате вие? Ние собираме милион. Автор 3 класи испод мене во Хрватска зема 10 пати повеќе. Или, ако ја земам за пример Сонце во твоите руси коси, сите ја знаете таа песма. Ја на крај на годината, која била и врапците ја пееле, јас сум добил 240 денари. И сега ве прашувам јас вас, како некој кој завршил низ, кој завршил средно, кој завршил музичка академија, како тој да рани фамилија, со кој пари При тоа, отворени се вратите и јас ги повикувам како член на управен сите институции да дојдат да го видат работењето на ЗАМП. Ке разговараме за мерките, министерката рече дека има мерки. Малку сте контрадикторен. Рековте дека немаме ништо против друго здружение. Ова е соопштението од собранието во кое што како што единствена причина за запирањето на музиката наведувате грешка во законот која отвори можност да се формира паралелно здружение за истите права, што е нонсенс.
Добро. Значи контра Сдруженијето ви е единствениот аргумент, ова е официјално соопштение од собранието и на вашето Сдружение. Јас сакам само да ја поедноставам работа. Значи, со донесувањето све околу парите, со донесувањето на новиот правилник кој го предложи Сокомап, еден автор за една композиција која ќе се изведува 365 дена. 365 дена ќе добие 500 денари на крај на годината. Вака, сметам, по значи... нашите, да, по нашите математики. Сепак не ми одговоривте. Контрадикторен сте, велите не сте против другото, а единствената причина вие ов. Не, ако може, ако ми дозволите. Да. Значи, мислам дека збориме за две различни работи. Вие прашавте за одлуката на ЗАМП. Да. Така? На што се темели? На што се темели? Тука можеме, значи, треба да разговараме на што се темели одлуката. Нели? Ние сме кажале да, дека е неразбирлива, нејасна, неоснована. Ова што го кажува почитуваниот Копров, значи се однесува на некоја претпоставена работа. Значи ние во моментот, без разлика дали некое друго здружение има добиено дозвола. Значи законот дозволува да, доколку некој исполни услови, ние сме должни да издадеме дозвола. Едно, две и повеќе здруженија има и во други држави. Тоа е една работа. Законот си е дециден. Законот си е дециден. Но, ние сега збориме нешто што тарифник на некое друго здружение, кое што тарифник не е важечки во моментот. Во моментот, важечки тарифник е тарифникот на ЗАМП. Се наплаќа по тој тарифник. Затоа велам, мора да се расчисти овде на дебатата, одлуката дали е основана. На што се должи таа одлука? Не повредено е некое право? Не е испочитувано? Не плаќаат корисниците? Па поради неплаќањето се носи одлука за... Зошто е донесена одлука за забрана? Мора да има некој основ. Ние кажуваме дека нема основ, затоа што има важечки тарифник по кој што се наплаќа, а тоа е тарифникот на ЗАМП, не постои друг тарифник. Тоа е тој важечкиот и треба да каже здруженијето дали е повредено некое право, дали одреден корисник кој што треба да плати не платил. Тие се повредата, мислам, за да биде основана одлуката. Друго, музиката е од јавен интерес. Ние сега во моментов, ние мораме, знаете како, колективното управување е сложен систем на взаемен однос. Мора да постои диалог, мора да постои соработка. Значи, едните и другите зависат од функционирањето на колективното право, управување. Значи, корисникот мора да плати, авторот мора да ги добие парите. Здруженијето, кое што ги штити правата на авторите, мора да работи согласно закон. А ние како министерство секогаш ќе го штитиме авторот. Добро, да одиме би реплицирале на бидејќи сепак не одговоривте на конкретните причини. Министерката вели не е прекршено право автор. Значи да се разбереме. Ние Соком ап излезе со правилник, предлог излезе правилник со кој едноставно ние видовме дека едноставно тука нема живеачка за нашите автори. Едноставно дека се обезвредени трудот. Рековте се околу парите. Петровски па Мирчевски. Петровски, го девалвирате трудот на авторите како што тврди ЗАМП? Не е баш така, како што ја кажа, не е тоа така едноставно. Мислам, неговиот говор воопшто е контрадикторен, не само бидејќи од една страна се согласува, нели, да има друго здружение, а не очекува конкурентност, па никаква од друга страна. Мислам и самиот Копров пред неколку години исто така излезе од ЗАМП, формираше нова организација, мислам и дека колку што знам и се уште е во управните органи на здруженијето МАМА, која е организација за колективно управување. Веројатно таму не успеале да направат ништо, па се вратил во ЗАМП. Точно е дека тарифникот на ЗАМП е повисок од тарифникот на Сокомап. Но точно е исто така дека тарифник на Сокомап е минимум 25% повеќе од тоа што ЗАМП наплаќа во реалноста. Значи, тоа што е на хартија едно, тоа што се наплаќа во реалноста е друга. Затоа Словенија има 9 милиони, затоа ЗАМП има износ кој што го спомена Копров. Значи, ние генерално имаме забелешки во работата на ЗАМП. Мирчевски,
ММА, односно телевизиите кои што директно ги представувате вечер во вкусите. Да зборуваме за најголемите, најмокните, највлијателните телевизии во Македонија. 5 телевизии, значи да им биде јасно дека 5 телевизии не се согласуваат со одлуката на ЗАМП и константно во изминатите 5 години вршат притисок и барање да се споменат многу работи кај ЗАМП. Дозволите само прашањето. Значи вие сте во не, само сакам прво да реплицирам, сакам да реплицирам прво. Ако може после прашањето. Господин Копров, рековте милион евра отприлика ги собравте 2015, така а на вашиот сајт на ЗАМП имате финансиски извештај за 2015 и вика собрани наплатени пари, што значи дека не се ставени парите кои што уште не ви се наплатени 123 милиони 719. Тоа се веќе 2 милиона. То се на кавалските и види. Сега да зборувам, ако може да слуша вас. Имате можност. Ма не ми се обраќаш мене, ти ми викаш Копров, затоа и ја ти упадам. Имате можност за реплика. Да, значи, ако веќе зборуваме за факти, дајте да зборуваме за факти. Прво факт е дека ЗАМП собрал лани 2 милиона евра наплатени. Факт е дека во Македонија постојат преку 120.000 угостителски објекти, тука се ресторанчиња, кафанчиња, гранапчиња, мали хотели, големи хотели, вакви хотели, 120.000 според регистарот кој што е официјален. Ја гарантирам дека вие ни на 40% од нив не им фактурирате. Прво правите дискриминација на таа група на луѓе, затоа што ако фактурирате и ако на сите наплатите, вие ќе дојдете до фантастична сума која што ќе дојде 5-6-7 милиона евра. Истиот пример го забележавме и со одредени медиуми, помали, значи нема врска дали е медиумот голем или мал. И едниот и другиот пушта музика. Кога сме околу висината, се да ви реплицирам на тоа што го баравте вие иницијално, за 1 минута музика, според системот за евиденција или софтверот, беше 765 денари, ако не се лажам, коригирате, или 735. Тоа беше вашата понуда, па после нешто спуштавте, нивната беше 4 денари. Во Америка, минута, според BMI, нивното Сдружение за колективно управување, 35 центи. Значи, авторите кои што ги пишуваат песните за Майкл Джексон, за Ријана, земат 35 центи во просек од минута. Вие во Македонија авторите барате $15 од минута. Ако вие мислите дека е така, ред, така нека биде. Но телевизиите, се зборувам во име на телевизиите, ние емитуваме годишно 300.000 музика, затоа што музика не е само спот, музика е и за реклами, музика е за джинглови, музика е во филмови, музика е во серии, во документарни. 300.000 помножено со $15 се, знаете колку пари, не треба ја да ви кажам, нели? $4,5 милиони. Мислите дека некој од телевизиите ќе ви даде $4,5 милиони за 300.000 минути музика? Тоа го нема никаде. А до сега не наплатиле повеќе од 10.000 евра. Само да завршам. Проблемот да не зборуваме сега дали вие имате право или немате право. Господине Копров, постои Бернска конвенција од крајот на 19-тиот век, во која што вели единствена забрана која што авторот може да ја направи на некој корисник, независно дали медиум, ваков или таков или пак хотел или било што, е за првата изведба. Ако не се договорите за првата. Кога делото ќе почне да се емитува, ќе стане јавно и ќе има јавни изведби, единствен начин да го забраните емитувањето е доколку се повредат вашите морални и материјални. Морално, вашата песна, ја да кажам да е моја. Тоа никош не се случило, затоа што вие сте автор на фантастични хитови, меѓу кои најден Тоше Проевски, за кој што пак за жал пред 2 дена не дозволивте, не се охрабривте да дозволите да емитуваме песна, да се потсетиме за 9 години од трагичниот настан кога загина тој. Материјално, барај колку што знам, телевизиите за кои што зборувам јас, се ги исплаќаме врските и многу радио телевизии корисници ги исплаќаат во врските на знам. Мирчевски, извинете што ќе ве прекинам. Некои пресметки до кои што јас дојдов покажуваат дека околу 620.000 минути овие 5 телевизии емитуваат програма, од кои 350.000 отпаѓаат на музика и досега средствата кои што требаше или се плаќаа кон ЗАМП, беа 15 до 20.000 евра по некој просек. По канал. Некој просек, да, околу 20.000 евра. Каде е проблем? Сега ќе ви кажам, за разлика од Америка и Австралија, Европа е единствениот континент каде што полека се будат корисниците, каде што дозволуваат начин на плаќање по процент од приход. Ќе ви направам аналогија. Тоа е како дома да трошите струја и да ви дојде сметката од Евана и да не ви каже ќе платите за толку и толку киловат часи, него ќе ви рече ај вие пресметете дома колкав буџет од плата имате и ќе ми платите 5%.
Тоа го нема никаде. Ние бараме, како што прагматичните умните американци уште на почетокот на 90-ти години измислиле две правила на плаќање. Првиот процент, тоа е за оние музички телевизии кои што имаат многу музика и не им се сплати да плаќаат по минута, па викате ја ќе платам одреден процент. Тоа се вика blanket license, а вториот е per program license, каде што плаќаат ваквите телевизии како што сме ние од општо забавен карактер или news карактер. Замислете вие на некоја телевизија што има news програма и да им кркнете 3%, 4% за музика. Луѓето па воопшто у програмската шема нема зошто да користат музика. Зборам како класична музика за емитување спотови. Тој процент е од вкупниот обрат. Значи при тоа не го интересира дали сте во загуба или не сте. Апсолутно не. Значи ако Канал 5 Телма Годинова се во загуба, не ги интересира. Апсолутно. И тоа знаете што е најинтересно? Тие што се жалат на ова министерство. Ова министерство што им има донесено одредби, какви што ги нема никаде во свет. Никаде во свет, одговорно ви тврдам, не постои земја во која што со декрет, со облигација, со закон на медиуми наредено да емитуваат музика. Ако емитуваш музика, не зборам за културата, зборам за се извинувам владата. Тоа е работа каде што ако емитувате музика во одредени земји, Германија, Франција, па ви велат ако веќе емитувате мора да има одреден процент домицилна. Но некој да ве натера да морате да емитувате музика. Добро, тука имаме различни системи и се субвенционира некаде. Господин Копров, па во името на авторите принц, на дел од авторите. Види, работите ние ги комплицираме, а се едноставни. Зашто еден Копров кој има преку 150 хитови потврдени? А тоа е мерилото. Мерило, ако ти имаш еден хит на вредноста, јас сум 150 пати подобар. Зашто јас земам минорни пари? И да не кажам колку се тие пари. Све се сведува на тоа. Се сведува на тоа. Кажете колку земате, господин Копров, колку земате пари? Ја да те прашам тебе. Колку земате пари? Не. Колку земам? Па јас ви ги давам парите. Јас. Чекај. Колку пари земате? Дали јас ти кога формираш цена, доаѓам и ме викаш ти мене ти ја формирам цената за минута реклама? Не, но јас Чекај, дали ја ви наплаќам? Не ми упаѓај. Дали кога ќе одиш да купиш компири ти тамо на пазар, дали му викаш ти колку ти се компири тебе 50, ќе ми ги дај за 30. За нас па сега. Исто да го велите за нас. Немој, види, вие сте друга приказма. Вие, пази да ти кажам една, дај да ги расчистиме работи. Вие сте 35 или 60, сте 60, од кој една третина, како 0,3 зафаќате во купното, значи класични и треба да имат. Не, саслушај, значи, не ми упаѓај. Како сум те стрплив ја да слушам, ке слушаш и ти. Значи, ако вие зафаќате од целокупното 0,3%, имате само двајца од поп и фолк музиката, како ти во името на 1600 автори и 6000 други автори предлагаш кој ти го даде тебе правото да предложиш ти овој тарифник? Колку членови вие? Ние сме 1600 членови, а тие се 58. Чекај, од кој? И ја, види да ти кажам, ја исто се борам и за вас, 16.000 пати сум ти рекол дека вие треба исто да се изборите. Меѓутоа, друго е прашањето кое сега ќе се надоврзам на тоа. Како ти очекуваш сега 1600, во кое време ние живееме? Не живееме во социализмот да вие 58 души одлучувате за 1600 луѓе. Можете да одговорите? Друго, не може, кога ќе ти дојде ред. Мораме сите тогаш бидете пократки. Ево, многу кратко ќе бидам. Многу кратко ќе бидам. Александар се уште не сме го слушали. Значи, треба некој да ги знае системот на кој функционираме ние. Јас сум еден од членот на управен одбор, кај што мојот глас е еден. Има управен одбор, има собрание и има собир на автори. Нашиот статут го одобрил Министерството да го тоа е државата го одобри. Каде што вика 10%, пошто не може Железара да ги отвори, 10% од авторите можат да одлучуваат за се. Не може се Железара да ги затвори, да и затвори капацитет за да оди некој на собрание. Тоа е ваша интерна одлука. Тоа е на статутарна одлука. Ваша интерна одлука. Наша одлука одобрена од Министерството. А утре може да донесете дека со тројца автори ќе се договорите. Не може. Како не може? Има правила.
Има правила, сега не е то предмет на дискусија. Како не е предмет? Не е предмет на дискусија. Имаме да разјасниме неколку контрадикторности, пак да се вратиме на соопштението, бидејќи не ги објаснивте причините за забрана. Може само Боби на работата му. велите, авторите платила 40.000 евра, сега добив порака, 40.000 евра за лани, мислам, на сила преку извршител земени, а нема луѓето пуштено ни минута музика. Македонска музика. Па кај е софтвер? Не ли мери? Нема софтвер, тоа нема врска. Кај е софтвер? За кого збориш? Чекајте, шпекулации се дека авторите не сакаат софтвер. Животно се заинтересирани сите автори да имаат софтвер. Затоа што софтверот не е уште е во фаза. И дај нам збор, не може само ти да разговара сега. Чекајте се. Вие велите авторите ги задолжија собранието и управниот одбор на ЗАМП. Колку автори имате подпишано за ова? 200, преку 200. Ја не ги броев, си има тамо документација, ќе ви кажам колку се, преку 200 автори. Принц, како автор, зашто сметате дека е ова оправдан? А при тоа е образложено само со постоење на друго здружение, а не со повреда на право. Добро. Океј. Значи, беше дадена лиценца на уште едно здружение. Што е проблем? Беше обзнанено за нивниот тарифник. И беше познато дека е закажана седница на влада, каде што ќе бидат нивните тарифници на гласање, на точка на дневен ред. Јас направив собир на Шпато, каде што се собравме сите здруженија. Колку членови има Шпато? Шпато има 200 членови, но меѓутоа Шпато е, како да ви кажам, не мораш да си член за да ги заштитува твоите права. Значи, има навистина сите еминентни автори во Македонија. Не, во ред прашувам дека публиката мора да знае кој што. Значи, Шпато се држи за интересите на Шпато, нема врска со собирање пари. Значи, не се бавиме со економија, со собирање пари, заштита на авторски права, колективно остварување. Се собраа здруженијата и побараа прием кај сите релевантни фактори. Со барање, не да одлучуваат овој него ово изгласете го, овој не го гласете, одложете. Доаѓа директива од Европска Унија за законот за авторски права, кој што ќе треба наскоро да се менува, да се почека, нека заврши директивата, нека се направат измените на законот и после одлучувајте. Не бевме примени, имаше 2 дена до седницата, не бевме примени од никого. Значи немавме. Што ви смета конкуренцијата или еве да бидам поконкретен? Ќе ви кажам. Јас ве разбрав точно. Колку пари досега месечно, ќе ве ословувам со Принц бидејќи така ве познава јавноста. Јас краток сум, не се ширам. Колку пари месечно Принц добивал сега досега од ЗАМП? По закон. И колку смета дека ќе биде оштетен Принц лично како автор, ако се формира и друго здружение? Ќе ви кажам. Значи, по закон треба да има, нели, кршење на авторските права или пак да не плаќаат и така натака, и тогаш можеш да го забраниш твоето дело. Но во една ваква ситуација, кога гледаш дека од една страна имаш здружение, зборам како автори, авторите не ги читаат законите. Гледаш, имаш здружение кое што има нула искуство, нула опрема, нула логистика и само добар збор кој што ти кажува со толку помал тарифник дека подобро ќе направи. Кој нормален би се одлучил за тоа? Го кажуваа за така, мислам дека причината зошто излегува од ЗАМП беше правилникот за распределба. Беа обесправени. Сега го читам јас во службен весник истиот правилник од ЗАМП. Значи препишан правилникот за распределба зборам. Но главниот проблем е тарифникот кој што се наплаќа. Ние не бевме слушани, единствено што можеме да направиме е стоп. Никој не прима, никој не прашува. Излезе дека ние правиме незаконски. Ова стоп е сега директно признавате дека ова стоп е незаконски. Не, со оваа изјава. Сите викаат дека ова е незаконски. Значи незаконско е стоп и на Србија, стоп на Хрватска, стоп на Црна Гора, стоп на Словенија, сите се незаконски, сите поима немаат дека нашите релевантни фактори мислат за наше добро. Не ми одговоривте директно. Ќе ви кажам. Колку месечно еве земате од прилика, карикирајте со сумите или на годишно ниво. Сума е. Јас ќе ви кажам дека карикирајте бидејќи се работи за Јас ќе ви кажам дека сите се во штета. Сите медиуми се во штета.
Освен веројатно оние 5 кои што ги застапува он, пошто кажа дека за 5 медиуми, а сите други јас ви гарантирам дека се штета. Радиостаници се жалат и регионалните се жалат и сите се редовни хотелиерите. плаќачи. Редовни корисници немаат проблем со замп со нив. Меѓутоа, во нивно име, некој манипулира со сите тие медиуми низ цела Македонија. Па кажа суми, колку пари дека собира замп. Има ли некој медиум што има добар збор за замп? Значи секоја цифра што ја кажа, има ли некоја здружение што има добар збор за замп? Секоја цифра што ја кажа не е точна. Која цифра? Приказни на замп е, на сајтот на замп, а не е точно. У Канал 5 тие приказни на вести кажувајте ги, бидејќи ни еден автор не е викнат ни во Сител, ни на Канал 5. Целата приказна си се кажува од нивната страна. Следната ни година, еден. И сега ќе ме седневте на некој столче, нели? Сакате, немаше место за мене за авторите. Ако јас добијам 10 збореше ти. 10 позива се добијам, повеќе ќе ти ги поклонам парите мои. Значи македонските се возијан. Народот кој не слуша треба да свати зашто зборуваме. Ја ќе ти ги поклонам парите ако добијам 10% повеќе. Еве, ние 4 денари бараме. Нека ќе кажеме да ме македонските продуценти кои што вложиле во албумите се зијан. Македонските автори, македонските изведувачи се возијан. Македонските медиуми кои што третираат македонска музика, не тие што не третираат македонска музика. Значи сите се возијан. Медиумите се обврзани да третираат музика и тоа 8 часа. Можеби и личен каприц за 20 и кусур илјади евра што не сака плюс да ги плати за авторски права. А јас секој ден сум 1000 денари минус што не се врти мојата музика. Пак ќе платат на замп, меѓутоа ќе платат за музиката која што смеа да ја вртат. Мораме да одиме на реклами за да не ги прекорачиме и нашите законски обврски, па се враќаме во студијето. Повторно сме назад во студиото. Оно што може да се заклучи од првиот дел од дебатата беше дека во игра се сепак парите. Министерке имаше некои идеи за софтвер, почна да работи, па не работеше, па се полни, па има пасворди, нема пасворди, тие детали повеќе ги знае и Мирчевски. Зошто целиот тој систем кој ветуваше некаква правичност и некаков ред, конечно да се знае кој автор, колку пати е емитуван, колку пари треба да му бидат префрлени, не се стави во функција и по чија вина. Вака, сега јас морам, пред да се надоврзам на ова, да укажам на неколку работи. Значи, ние како Министерство за култура, согласно нашите надлежности, многу посветено и систематично работиме во оваа насока. Ги слушав колегите во однос на сето она што го искажа. Морам да напоменам дека Законот за авторски права и сродни права, во законот се вградени сите директиви на Европската Унија. Сите. Сите измени кои што се направени до сега, се направени на транспарентен начин, во соработка со здруженијата, со авторите, и ние сме отворени за комуникација и соработка во секој момент, буквално во секој момент. Кај мене, веќе кажам лично, во континуитет доаѓале автори, сум модела во замп, сум повикувала многу автори да дојдат, да ги слушнат заложбите, бидејќи пак ќе кажам, ние мораме да се грижиме за авторите. Здруженијето како здружение е обврзано да работи во интерес на авторите. Може да има едно, друго, трето, било кое друго здружение, но авторот е на пиедесталот. Ме разбирате? Тоа е една работа. Втора работа. Мирчевски спомна. Значи, ние мораме да се грижиме за македонската музика. Македонската музика треба да ни биде приоритет. Ние сме држава, Република Македонија. И ние сега имаме забрана за македонска музика. Само се извинувам, кратка ќе бидам. Значи, мораме да ја негуваме, да ја унапредуваме македонската музика. Затоа беше ставено тогаш во Законот за медиуми од страна на Министерството за информатичко општество да 8 часа да бидат обврзани 8 часа да емитуваат македонска музика. Да, меѓутоа и вие како влада не можете да ги носите законите сегментарно, едно министерство да регулира нешто, да наметнува обврски кои понатаму. Не е сегментарно, значи сме се грижеле за македонската музика повеќе да ја има во етер македонската музика. Да се негува, тоа ни е основно, морам да кажам, и уставно загарантирано право. И што вика Мирчевски, нигде во светот нема. Да,
да наложиш на приватна телевизија, така? Така го нема да да наложиш да биде обврзан да пушта 8 часа. Но тоа било во интерес на авторите, во интерес на македонската музика, што повеќе да се слуша, што повеќе да има во етер на телевизија и така натака. Но морам да кажам, плаќањата кон здруженијето, кон ЗАМП не е само од страна на телевизиите. Имате од страна на телевизија, имате од страна на радија, имате од страна на хотелиери, имате од страна на угостители. Не е забрането таму. Не се извинам, само да се дискаш. Не. Угостители, хотелиери, имате кабелски оператори. И морам да ви го кажам системот. Добра јавноста да го слушне системот на наплаќање. Значи, ние сите заеднички се договоривме, авторите кажаа, стоја на ставот дека најдобро е да има софтвер. Софтверска евиденција да има. Знаете како оди евиденцијата? Без софтвер. Плейлиста добива, значи телевизијата така доставува до здруженијето, тоа е рачна, може да биде. Што сме чуле, што сме виделе? Што чуле, што виделе. Што се И таа ја праќаат. Врз основа на плейлистата, сега зборувам пред да се воведе софтверот. Целата наплата се движи. Буквално целата. Значи они добиваат плейлиста, точно се наведени имињата и целата наплата што ја добива ЗАМП од сите корисници се исплаќа врз плейлистата. Што е разликата со софтверското решение кое што не профункционира? И зошто? Во законот сите едногласно се договоривме. Повторно ќе кажам, кога беше укажано за 8 часа да има македонска музика, беше првично се побара да оди намалувањето на плаќањата да биде помало од тарифникот, бидејќи ги обврзуваме да плаќаат. ЗАМП не се согласи. Го прифативме тоа и тоа го тргнавме. И телевизиите го само прифатија. Да ве коригирам, не се согласи и воведе прва забрана пред Нова година, да не го заборавиме тоа. Точно. Прво Србија и Хрватска, па после ЗАМП. Тоа е една работа. Значи морам јас убаво да сватам, затоа што темата е многу специфична. Сакате, во јавноста кај обичен поединец кај граѓанин се мисли дека ние како министерство сме забраниле македонска музика, ние не сме забраниле, авторите забраниле. Тоа право е негово лично индивидуално право. Пак ќе кажам, во моментот авторите забраниле да не се пушта македонска музика, а не Министерството за култура. Ние не сме тие кои што забрануваме или не. И само ова да го кажам за софтверот, бидејќи тоа ми го поставивте како прашање. Софтверот го воведовме се со цел да имаме на дневна основа електронска евиденција. Тука нема, јас го сакам, ќе го запишам тој автор, слушнал, видел, тој ми е фаворит, ќе го ставам на плейлистата и на тој ќе се плати. Не. Секоја чест за тоа. Имаме евиденција, софтвер, точно на крај на секој ден треба да се знае кој, колку е пуштен и колку пати во текот на денот. Тоа е чиста сметка, што велат. Излично таа чиста сметка не место сите, знаете што? Не, и сега ние место сите да се залагаме, авторите први треба да се залагаат и сами да одат на проверка. Јас да сум автор, еве, почит кон вас, јас ќе отидам и ќе проверам лично, ќе се уверам. Ќе земам одредена група мои колеги и ќе отидам да проверам дали на вистина моето сдружение што ме штити успело да воведе софтвер за да има електронска евиденција. Тоа е моето мислење. Апсолутно, јас се слагам и го поздравувам тоа. Втора работа. Кога зошто имаме забрана ако се согласува? Не, за различни работи правиме. Сега за софтверот правиме. Не сака софтвер, тој е проблем. Кој не сака софтвер? Да сакавте ќе го използвате после 2 години. Ајде да го поставиме логиката. Зошто нема юзернейм и пасворд за секој корисник и автор? Зошто јас во стартот реков следното? Ако за една композиција која се вртела, дадох пример. Колку е? Дај да одговориме на прашањето. Зошто се уште не сте доставиле юзернейм и пасворд за секој корисник и секој автор? Нема. Ама може да се отиде. Вчера го пуштивме мејл до вас и ми викате дека немате. Ајде утре да отидеме да проверите. Ајде да провериме, дајте юзернейм и пасворд. Еве, готово да го апсолвираме ова. Јавно кажуваш пред камери. Утре нема ли юзернейм и пасворд, ќе поднесеме барем да ја повлечете целата забрана.
Види. Сега како? Јас сум еден од да провериме, да 1600. провериме. Абе немој сега ти 1600. За ти си председател на управе. Ти си председател на управен одбор. Да се врши Ти си инспекција. председател на управен Добро, одбор. да Има кажеме- нерегуларност, окей. Добро Си де, и ако има нелегално, си знаете има- што е види, А знаеш што последната? е? Не 6000 знаете автори ли? да упаѓаат у софтверот, ја нема да верувам ако може секој да влегува у софтверот. Така Не е, треба ти законот секој сам да си има за законот е себе. така. Отвара Принципи кабината си- таму. Принципи Не, си има не, за не. себе, само Не е своите така. дела. Не ти да гледаш за Не да другите. гледаш за други. За собствените. За Петровски велите, собственото треба да видиш. Петровски велите сте направили Ја, проверка. Ти треба Каде? да си платиш авторски права и да си гледаш да имаш детска редакција, што ја немаш, да имаш образовна, што ја немаш, Кој ти вика да имаш дека нема? музичка редакција, Да, со Ами ја музичка дечко да, може да, да да, се немаш. ради телевизија, дечко си ги А помешал тоа- работите. а тоа- Да се задржиме, користи да се телевизија, Дали задржиме моето на дело е авторските запишано права. или не, тоа тебе не те Ме интересира. интересира да видам каде одат моите пари. Тебе Кога нека- во супермаркет ми даваат фискална сметка, што сум купил. Авторите треба да а се вие ми ги побунат. земате парите и ми викат тебе да не ти е гали, аз ќе ги давам Авторите парите. треба да се така правите побунат. на свадби, така прави, пази, за највисокиот чин кај млади луѓе. Вие одите, нели ви е срам? Јас да се земете бунам сега за твоите пара. вработени колку плата зимаат. Абе Треба јавна твоите е. вработени да се побунат. Не, него треба Ајде, ја да се побунам. Да не биде дебата сега. Срамот. Петровски. Друга насока. Рековте дека сте направиле проверки. Само Што претходно, покажа? бидејќи не успеав да им одговорам на колегите. 4 денари пута 30.000 минути колку што емитуваат се повторно 20.000 евра. Така. Оролку колку што ЗАМП и сега не наплаќа, ни толку не наплаќа ЗАМП. Денес го објавивме правилникот за распределба, видовме дека е речиси идентичен со оној на ЗАМП. Со разлика што Сокомап нема да задржува 50% од авторите кои што не се евидентирани, не се пријавени во ЗАМП. Во однос на медиумите. Значи, ние направивме посета до повеќе медиуми и ситуацијата е следна. Голем дел од нив, не го знам точниот процент, но според проценката на соопштението на Министерство беше 70-90%, медиумите се уште праќаат лог фајлови директно во ЗАМП. Значи, лог фајловите се исто што и рачно, само што е компјутерски накуцано. Значи, се уште човечкиот фактор тука може да влие врз евиденцијата и се уште сметаме дека таа е далеко од реалноста. Јас тука имаме и едно друго прашање и тоа прво би го упатил до Мирчевски, како лаик и обичните граѓани во овој момент верувам многумина се прашуваат. Ние имаме плаќање на авторски права кон одреден автор. Еве пред малку беше имавме една реклама со еминентен со Владко Стефановски, Така не е кажи проблем. го, не, Да, си беше рекламата со Владко Така. Стефановски и сега компанијата си ги има регулирано авторските права со него. Меѓутоа, минутажата во рекламата повторно се пресмета. Потоа имаме со тоа што кабелските оператори не реемитуваат нас и регионалните и локалните телевизии и на нив повторно им се наплатува. Логиката ми е следна. Нема ли тука некој систем на двојно оданочување, бидејќи тоа изгледа како, еве, ние набавуваме од Warner Bros, не знам ви од каде набавувате ТВ серија. 20th Century Fox. И сега двете компании да дојдат во Македонија и да тргнат во кабелски оператори 1, 2, 3, 4, 5, 6 и да им бараат дополнителни пари. Или да влезе Телма вечерва во Кафуле, каде што се гледа дебатава, или да влезе јавниот сервис во Кафуле, каде што се пренесува Лига на шампиони и да бара пари, бидејќи они собираат, остваруваат профит на сметка на нашата програма. Пази друго што прави ЗАМП. Значи тоа го кажа, имавме еден состанок во владата пред 10 дена кај што беше господинот Копров и беше представник од кабелските оператори, беше жената правник од Макс ТВ, од Телеком. Кажа дека изгубиле ЗАМП и Аджикоа. Аджикоа, ако не се лажаме, германско здружение за заштита на телевизиски права, кои што иако се свесни дека господата немаат право да ги застапуваат телевизиските права заедно со авторските музички права. Тоа се странски права. Странски права. Не треба да влезат во оваа дозвола. И пазите што прават. ЗАМП препродаваат телевизиски канали кои што нас, Боби, на вашата телевизија и на нашата ни прават директна штета и конкуренција. Они, што ги застапуваат музичките права со потполно право. И така и треба да го прават. Но тоа е исто кога почнеме ние да се занимаваме со предпродажба на кабелски права. Законот вика не смеш да го правиш.
Они тоа го прават и сега имаат казна. ЗАМП треба да платат, бар така е првичната информација, околу 2 милиона денари и уште 3 или 4 милиони денари Аджикоа, странска фирма, се плати во Македонија. Кога тоа ќе биде правосилно, тогаш ние ќе си почнеме наши приватни постапки против господава. За сите овие изминати 5 години штета што ни нанесувале. Вака, Хрватска има најдобар процент на наплатеност и е број 1 во свет за однос на население, приходи и наплатеност на авторски и сродни права. Во Хрватска има Сдружение за сродни права, ХУЗИП, и за авторски права, ЗАМПот хрватски. Меѓутоа, хрватскиот ЗАМП собира и за сродните права. Значи, може, доколку има систем на корисници, на опрема, на софтвер, може да извршува, бидејќи е поевтино, едно здружение за повеќе здруженија да собира пари. А распределбата за исти права, не за телевизија, препродавање на телевизиски канали. Ова што го кажа, морам да ти појаснам. Утре филмови ќе почнат да продавате. Ова што го кажа проблемот, значи, ЗАМП има дозвола за авторски права. На ЗАМП може некој да му даде, нели, да го овласти да штити други права. Но тоа се различни договори. Не може во договорот што се склучува за кој државата дала дозвола за едни права да влезе и тоа. Може, секој има право, например на ЗАМП, да го овласти, да врши, да управува со некои други права, но не да влезе во договор со дозвола за други права. Тоа се две различни работи. Кои што пари, кои што ги собира ЗАМП, он ги кажува во сумата што ја кажа дека е собрал ЗАМП. Тоа се пари кои што не се за авторите пари. Туку е многу мал дел од тој пари. Од тие пари се многу мал дел за авторите, од правата за телевизиите. Од кој пари ќе ја плаќа штетата? Да. Не, чекај, значи таква пресуда не е стигната во ЗАМП. Тоа не е суд, тоа е КЗК, Комисија за заштита на конкурентност. Бро, ние дали во која форма ќе ја реков, ако биде правосилна. Ако биде правосилна, ако тоа се докаже дека е така, тогаш ќе си почнеме приватни постапки. Да се разбереме, значи. За таа работа. Ние органите ќе расправаат за таа работа и ќе си донесат од соодветни одлуки. 5 години тоа го правите, какви органи? Види, за нешто што било пред години не можам ништо да тврдам. Сега си нов, така? Значи, ништо не можам да зборувам за нешто што не стигнало кај нас. Кога ќе стигне една таква ора, ќе биде предмет на разгледување и ќе биде предмет на соодветни одлуки на органите. Супер, кажи ми, дали вие ги вкаматувате парите што ги плаќаат корисниците? Молам? Дали ги вкаматувате парите што ги плаќаат корисниците? Утре ќе ти одговорам. Не утре, сега сакам се сме на дебата. Не знам. Ја ви кажувам да, ги вкаматувате. Во правилникот знаете тоа дека не смеете да го правите да освојувате профит? Зошто вие да керувате од мојата камата, од моите пари, не моите пари? Ти знаеш дека има тоа? Знам. Сега, точно знаеш. Камо не тоа. Тоа е јавна тајна. Вашите луѓе го Како се кажа. јавна тајна, точно знаеш, Па на состанокот представниците има знам го кажа. инспекции. Не бе, вашите луѓе го кажа. Правете си финансиски инспекции, правете си проблемот е во тарифникот. Е наведено и на кој начин, дури е наведено и на Утре кој ако го начин. смени Сони тарифникот и вие му дадете, значи ЗАМП да не постои веќе, ти да го смениш тарифникот, да биде како ЗАМП, и ние ќе кажеме, окей, Сони, ние сме со тебе. Ние повеќе од вас ќе Меѓутоа, тогаш наплаќаме нема да со си ваков релевантен и нема да му одговараш на него. И пријателството ќе ви се раскине, губи смисла вашето здружение. Какво има пријателство врска со тоа? Да ја задржиме на тарифникот, како е законската процедура во делот на тарифникот, добро е да се Законскиот автор што прави? Значи, твоето здружение кое што е составено од вас авторите, вие сте здружение на граѓани. Имате солидарна одговорност. Не знам дали го знаеш тоа. Треба да ангажирате адвокат да го каже тоа. Крајно е некоректно сега јас да дискутирам за работењето на Канал 5. Слободно не. Значи да работа јавно. Види. Имаме отчетност, даваме завршна сметка. Кај нас има и ревизорски извештај. Има и кај нас. А што вели последниот ревизорски извештај? Зошто сега не е предмет на дискусија тоа? Тоа е проблемот. Чекај, извини. Значи правилникот Сега завлегуваш во една работа која не е предмет на тоа. Завлегуваш како и што правил, дали давал ЗАМП, што е тоа, не е тоа предмет на. Тоа не е предмет, дали вие работите кој што треба или не треба. Дали ти си дозволуваш сега да ние
да дојдеме сега да ти дајме отчет тебе како да. Правилникот е објавен на интернет страницата и во него точно стои. Вие ги собирате парите што ние ги плаќаме. Нормално ќе дајте отчетност. Мирчевски се извинува. Ние даваме преку завршната сметка. Добро, и јас плаќам еве кабелска телевизија и сега ти треба отчет да ми дадеш. дадеш. Ја немам пари од кабелска, треба да се распрашаш, доаѓаш неспремен. Во правилникот дали нашата завршна сметка е на интернет. Тоа е домашно неваспитање, рурален однос. Дали имаме ревизорски извештај? Во правилникот ви објаве на вашата интернет страница за волја на вистината точно стои дека има вкаматување на парите и начин на распределба по проценти на добивката од вкаматените пари. Министерке, дали е тоа законски или не? Пак ќе кажам, ние имаме извршено надзор, имаме изречено неколку мерки. Ајде, ги спомнавте на почетокот кои се тие мерки и рокот од 6 дена кога тој истекува. Јас замолувам господинот Копров, Еви Принц, да ги прочитаат тие мерки. Не знам дали ви се доставени мерките, а треба да ги знаете како автори. Во име на јавноста кои се? И да ги информирате авторите за мерките кои што се изречени, кои што се во ваша корист. Прво, има една мерка, ќе напоменам, дека средствата кои што се прибираат за авторите, доколку не се идентификува авторот, а Сдруженијето треба да го најде авторот. Авторот нема сам да дојде од, не знам, живее во некој град и точно знае дека го има на плейлистата. Значи, треба да има апел да дојде. Значи, таму вели, доколку не се идентификува авторот, нели, се идентификува после втората година или третата, ЗАМ подлучува да 50% од средствата му ги исплати. Не може да му даде 50% на авторот. Мора 100 да му плати. Мора 100. Не е така. Само се извинувам. Значи, дали авторот се идентификува втората или третата година, он мора да си ги добие сите средства што ги има добиено. 100%. Не може да донесе Сдруженијето одлука дека ќе му даде 50% од неговите средства. Тоа се негови средства. Министер, ќе да бидеме поконкретни. Тоа е една мерка. Има ли мерки? Тоа значи произлегуваат од констатирано досега незаконско или несоодветно работење? Не, тоа е несоодветно работење. Тоа е финеса која што треба да се исправи, а реално дискутираме за минорни пари. Не. Оставаме сега на тоа се средства што треба да ги добие авторот. Нешто што се брои во денари. Не, ама чекайте да ви кажам, ние мораме да постапуваме. За некој што имал некоја песна на плейлиста му се појавила, а не го знаеме која. Значи, тоа е една од мерките. Министерке, само што е супер и треба да се Треба да, значи мора да отстрани. Значи ние бараме. Значи ние бараме да се отстрани мерката. Знаеш како вели законот? Доколку мерката не се отстрани, си извинам само да докажам. Доколку мерката не се отстрани во примерниот рок, се оди повторно во надзор. Ако не е отстранета, се одзима дозвола. Кои се другите мерки за да можете и они да одговорат бидејќи сме при ние сега крај со доаѓаме до време? друг момент. Вие зборите за тарифник, кој што јас сум за тарифникот треба транспарентно да се донесе. Јас сум за транспарентен тарифник. И тарифникот се носи согласно закон од страна на комисија за посредување. Таа комисија за посредување брои членови кои што владата именувала. И таа комисија за посредување, она е надлежна во носење на тарифник. Не во носење, во давање мислење, но во начин на преговарање со едни корисници, други корисници, трети корисници, во изнаоѓање на заедничко мислење и дава предлог мислење по тарифата. Може да е позитивно, може да е делумно, може да е негативно, тоа е процедурата законска во носењето на тарифникот. Мерките, Сдруженијето мора да ги отстрани. Не може. Имате мерка, на пример, во ред е тоа да има одреден процент за нешто што вие ќе сакате да ја унапредувате музиката или за творештвото и така натака. Но тој процент што ќе го зимате од парите на авторите, зборам сега за Сдруженијето, мора да му е влезен во актите, во правилникот, во акт, мора колективно да се донесе одлуката дека, на пример, 2% од парите на авторите ќе ги трошиме за творештво, нели, за унапредување и така натака, но тоа мора да биде колективна одговорност. И секој да знае, како автор, јас зборам за вас, вие мора да ги знаете вашите права. Бидејќи, пак ќе кажам, тие се ваши индивидуални права. Супер е што се грижите за 2% тоа е само да се за тие доискажа. мали, а сакате ваму да се скратат 10 пати
тарифникот, вредноста на музиката. Ма тарифникот ние не го Сите носиме мислите како добро за нас, министерство. освен ние самите. Не, Значи ние сме најглупавите автори у светот ние не го и у носиме регионот авторите. авторите. Ја така не можете да кажете дека така не ви одговорив да кажете дека Супер се тие мерки што ја ги не сум рекла дека се кажувате. вие најглупавите автори. Меѓутоа, Мене тие ми е мерки жал. се минорни во однос Искрено, на ова стварно зашто се сме ние зачудувам од незадоволни. речникот. Мислам не е прифатливо. Јас Прифатливо, објаснувам во ред, како е прифатливо. законски. Меѓутоа, овие приметби што ги кажувате се супер, што треба да се инкорпорираат, да се направи потранспарентно. Меѓутоа се минорни во однос на причината зашто сме незадоволни. Како се минорни? Значи вие се согласувате да некој управува со вашите права и 20 како години сака со петиции средствата ви да даваме. распрода, 20 години петиции ви Не е даваме. така. Министерке, вие гледате Незадоволни само за половина све. чаша, а Не вермавте. тие Сега, пари се на нас, од кога користичите конечно ми ги дојде дадете. софтвер, од кога конечно дојде софтвер и чекаме прв извештај од софтверот, уште не е завршена година, наеднаш се случува сева. Прво 2015 година во август со 80 закони за глоба и законот за авторско право, бидејќи го рачунаат за глоба во Македонија, без никого да се праша се донесува нели измени за законот, каде што се намалија сумите за каде што требаше да плаќаат 18 плати, се собраа сите автори, сите здруженија, успеавме некако и не сослушавте, затоа што прво Хрватска и Србија ги забрани песните, па ние се приклучивме после и не знаеа што да прават со новогодишни емисии. Не е точно, не. Гледате да ви беше кажам, лани, мене многу, само да ви кажам, мене многу ми е драго што ваши колеги индивидуално излегоа и кажаа мојата музика сакам да се пушта. Може ли да ве замолам за вашето пенкалце? Една минутка. Да. Еве, колегата ќе ви го даде. Вашето, ако може. Зашто ви треба мојата пенкал? Од колегата ќе го земам. Еве. Значи, јас ќе потпишам изјава сега дека јас се иземам од новото здружение. Тоа е ваше легитимно право. Сакам да ви кажам дека донес има таква одлука на собир на автори. Нема потреба да ми се обраќате за тоа. Тоа е ваш договор. Со ова моја изјава, рачунајте 400 композиции се помалку од каталогот на новото здружение. Тоа е ваше лично право. И се уште 200 најминентни автори. Тука никогаш не би ви се помешало. Тоа е ваше право. Јас ќе ги заштитувам своите права преку треба да ги заштитувате. Преку свој овластен застапник. Да, точно. Тоа е легитимно. Тоа е легитимно. Говорите на забелешките кои што ги имате од надзорот и изречените мерки. Значи, сите знаат подобро од нас, од ние самите. Една графа каде што не се знае авторот. Значи, и то и јас, пошто не сум многу педантен, имаше случаи кога многу своји композиции ги нема пријавено. Не може софтвер и не може никој да напише ниту радиото, ниту телевизијата ако не постои автор, музика, текст, аранжман. Јас си отидов тамо, си извршив, си отидов, тие си стојат пари настрана, си отидов тамо, кажав ова се 3 мои композиции, донесов диск, кажав кој се ова и парите ми беа платени. И то така и тие пари мора да стојат и се сложувам дека 100% на авторот кој ќе се појави ќе му бидат платени и мислам дека е така. Што е со забелешката дека не е така? Види, ја немам друг, ова него толку ли е предмет, бре, Иване, работата на замт кај тебе? Како не, бе, Григоре? И добро е што е. Ама како не? Ама види. Кога тој доаѓа ми вика ти ќе платиш 2% од приход. Како нема да биде предмет? Не да ќе биде предмет и подмет и прирок ќе биде. Ама види да ти кажам, а ти ми викаш Копров твојата композиција, јас ќе ти ја вреднувам со 12 денари. Кој ти го вели тоа? Ти ми го викаш. Како ти го велам тоа? Не може, Иване, моите 1000 композиции да бидат твои 2 плати месечни. Не може. Копров, еве ќе ти кажам сега јавно, не сум се консултирал со никого. Ќе ти биде 1000 денари минута, но да се множи со рейтингот што ќе го постави твојата песна. Може така како во Америка. Мојата рейтинг може ли така? Види. Како во Америка, како што е платење според рейтинг и минута. Да ти објаснам. Ајде така да се видиме. Ја пази да ти кажам. Ја имам награди во бивша Југославија. Знаеш колку имаше фестивал? Не само не. Добро имаше фестивал што е универзален пример и светски рамки. Композитор да има фестивал свој. Пази да ти речеме на работа. Тоа е многу чудно, нели? Види, тоа уопште не е чудно. Тоа е знаење. Ти имаш телевизија, немаш пушташ Гранд Плинк звезди. Јас не случајно ти реков дека направи еднаш, направи емисија своја. Ништо не си направи. 10 направи. Ништо не си направи. Ти треба да сватиш една работа. Дека пази да ти кажам,
дека она што го гледам на твојата телевизија од македонска, то не ги не ги исполнува елементарните услови од музичка, од оркестри викате во Бреј, кој нема аберо свирење од таму. Купров, имаш музичка академија завршено? Имаш ли музичка академија? Влегуваме во тема. И то знаеш за мене, нели? Влегуваме во друга тема, одиме со кратка пауза за реклами и при крајот, иако ќе го промашиме терминот, а дебатат во интерес на дебатата, ќе се обидеме да дојдеме до одговор, ќе има ли повторно македонска музика и како? Мора да има. Многу недоречености очигледно има меѓу моите вечерашни гости, бидејќи дебатата и тоа интензивно продолжи во текот на рекламите. Одиме со завршениот круг, бидејќи веќе сме надвор од предвидениот термин. Александар Ристовски Принц, потпишевте изјава за иземање забрана од колективно управување. Неките веќе ЗАМП да ве представува или неките никој воопшто да ве представува? Не, тоа е доколку има објаснување, значи доколку се донесе одлука, се прифати тарифникот на новото здружение. Тој тарифник мене не ми одговара, јас сметам дека подобро можам сам да си ги штитам правата со мој застапник овластен, кој што доколку се договори, се договори. Ако не се договори, никому ништо, нема да ме пуштат, нели? Кога човек не го пуштаат, нема пари. Тоа е нормално. И ова ќе биде, ќе видите што ќе се случи за неколку дена. Господине Копров, кога повторно има македонска музика, од сето она што досега го дискутиравме, се извинувам да го поставам прашањето, и од вашето официјално соопштение испратено на 17 септември, излегува дека единствената причина за запирање на македонската музика е можноста од формирање на паралелно здружение, а не некакво прекршување на авторските права. Законот дозволува да има две здруженија и три здруженија и не е во прашањето, кажавме. Тука е единствена причина. Добро. Моето, јас не сум среќен што има, никој не е среќен овде што нема македонска музика. Кога би биле среќен? Што треба да се случи за да бидете среќен и од утре да има македонска музика? Знаете кога би бил среќен? Би бил среќен кога би имале музичарите. И да се стане денеска виолиниста, знаете кој откажување бара? Да се стане добар тромбониста, знаете кој откажување трава? Секоја планина си има своја тежина и секоја професија. Немаме многу време, навистина молам за конкретен одговор. Ево конкретен одговор. Ја сакам авторите и музичарите во Македонија да си го имаат она што го заслужуваат, да имаат за еден пристоен живот. Ја не можам уште еднаш да кажам дека со 1000 своји композиции, со 500.000 награди, ја не можам да моето годишно примање како автор да биде 2 плати од Мирчевски, драги од мој пријател Мирчевски. Констатацијава вечерва, мојот заклучок, ако не е погрешен, е дека забранава моментално е незаконска, што значи дека тоа може да повлече последици и кон вас. До кога ќе терате ајде, да не го наречам ова инет, меѓутоа со оваа политика. Јас час поскоро ја гледам и дека кај министерката има голема желба да се ова надмине и мислам дека е крајно време да најдеме некое решение. Какво? Имате предлог? Па едноставно, бидејќи ако сте презеле ваков чекор, ако сте ги мобилизирале сите регионални здруженија, веројатно имате решение. Во стартот реков следното. Ако е нашиот тарифник, овај кој сега важи, е понизок од целото обкружување и од бугарскиот, и од српскиот, и од сите, значи дојдено е, сме воделе сметка да дојде до дното. Ако останеме на тоа, барем на тоа рамниште, тога одма ќе се сложиме да ги повлечиме. Јас не тврдам дека сум еден од 1600 таму. Единствениот проблем е тариф. Петровски? Тарифникот е најмал проблем, бидејќи тарифникот е само еден од многуте фактори кои што влијаат на целокупната наплата и исплата на авторите. Знаеме, меѓу нас каде завршуваат пари вака во наплата, дека целиот регион не е покриен, дека ниту 30% од Македонија не е покриена со наплата. Нашата идеја Сокомап да ги покрие целата територија, токму на овој начин да им се дадат
Пристојни цени со корисниците, сепак сме разговарале со сите корисници, она што е реално да го платат, а при тоа да нема штета врз авторскиот приход. Со ваков тарифник сметаме дека сите ќе бидат задоволни. Авторите нема ништо да изгубат, корисниците ќе има намалување, определено намалување, но ќе биде опфатена цела територија. Имате лиценца? Инсталирање на Кога ја боксови очекувате? за евиденција во сите ресторани, во сите кафе барови, за да човечкиот фактор за евиденција се исклучи тотално. Тоа е нашиот план. И не, тоа што вела дека Соком МАП нема искуство, значи Соком МАП е основан од Соком, која што била член на СИСАК и која што во 97-ма и ги остапила авторските права на ЗАМП. Комплет, со се средства, со се цел инвентар. И сега се повлекувате. Имате лиценца? Ја очекувате? Кога? Лиценца ние сме добили за работа. Не, они имаат лиценца за работа, но пак повторно зборуваме нешто што не е основано. Значи, Сдруженијето има лиценца за работа. Утре може да се јави некој друго здружение, да има исполнените услови и тоа да добие лиценца за работа. Една тарифа се носи и еден наплаќа по тарифа, по законот. Значи, може да има повеќе здруженија. Не може никој да забрани некој ако исполни услови да не може да добие дозвола. И добро е да има. Они треба да комуницираат меѓу себе. Но доколку постојат едно или повеќе здруженија, согласно законот, една е важечката тарифа и едно здружение ќе наплаќа. Они меѓу себе мора да се договорат взаемно кој ќе наплаќа по тарифата. Ако не најдат начин, како што гледам, нели, не може да најдат, тогаш Министерството заедно со комисијата ќе даде, комисијата за посредување ќе даде мислење кој ќе наплаќа. А секој може да членува, вие може да членувате во едно здружение. Јас можам да членувам во друго здружение. До кога ќе толерирате? Добро е да има повеќе здруженија. Значи, ние од наш аспект, повторно ќе кажам, оваа состојба, мислам дека од оваа состојба, јас ова е моје мислење. Они се автори, нивни се правата и они индивидуално одлучуваат. Моје мислење е дека оваа состојба, оваа одлука што ја донесе на ЗАМП, повторно ќе кажам, ниту е основана, ниту е законска. Дали може да повлече одземање на лиценцата заради тоа? Нормално се врши надзор на одлуката. И доколку се види дека е незаконска, а ви кажувам, ова е предпоставено што го кажува принц. Ние збориме за некоја си тарифа. Таа тарифа што е предлог на новото здружение не е прифатена, не е важечка тарифа. Може ова принц да го говори или да даде изјава од кога ќе биде важечка тарифата, да каже јас не се согласувам со оваа тарифа и јас индивидуално ќе си го остварувам преку некој друг правото. Да, тоа е легитимно, но од кога ќе се прифати оваа тарифа? Во моментот, оваа предлог тарифа не е на сила. Не се наплаќа по таа тарифа. Таа е предлог. И друго здружение да се формира, нормално дека ќе даде предлог тарифа. Преку комисијата за посредување и преку целата долга процедура. Носењето на тарифата е многу сложена процедура. Само да се доискажам. Од кога ќе се донесе тарифата, значи владата ја носи тарифата. Ако се прифати тарифата, тогаш може принц да подпише изјавата и да каже ова е јас доколку, значи не е изјава за сега. Затоа сега во јавноста мора граѓаните да разберат дека во моментот збориме за нешто како да ви кажам имагинарно, непостоечко. Значи во моментот имаме важечка тарифа на ЗАМП. Се наплаќа по тарифата на ЗАМП, ниедно право не е повредено. Значи да се донесе нова тарифа, тогаш може да се разговара и легитимно е да се каже јас како автор не ја прифаќам, не се согласувам и така натака. Тоа е легитимно. Тоа е ваше право, принц. Тоа е твое право. Ти како сакаш ќе го остваруваш. Немаме многу време, очигледно имате многу работи што да се кажете. Ние вршиме надзор на одлуката и во моментот се врши надзор над софтверот. Пак ќе кажам, доколку комисијата утврди дека не работи софтверот, по закон мора да се одземе лиценца. Не може ќе одговараш доколку не одземеш лиценца. Зошто во меѓувреме ве обвинуваат за фаворизирање на Соком? Ние како министерство не сме тие кои што ние не сме надлежни да тоа е должничко доверителски однос. Вие како телевизија, ако имате подпишано договор
Со ЗАМП вие имате должничко доверителски однос. Авторското право има највисока заштита. Тоа се облигациони односи кои што ако нешто ви е повредено, ќе си одите во судска процедура. Ние не сме тука надлежни за тоа. Мирчевски? Бобе, Телба, Канал 5, Сител, Алфа и Алсат, само да разбием уште еден спин, пошто многу спинови имаше вечерва. А ова што го вика Копров, колку пари земале во Хрватска, колку во Србија, колку во Македонија. 5 овие национални телевизии имаат на располагање маркетиншки колач во Македонија од 15 милиони евра. Во Србија маркетиншкиот колач е 130 милиони евра, во Хрватска е 380 милиони евра. Па нека не ни прават споредби. Словенија? Не можам да зборам, ја не зборувам паушално, тоа што го знам. Ја кажав исти број на решението за да не влегуваме во нови дебати. Решението е софтвер, обавезно да се профункционира со юзернем и пасворд за секој корисник, за да можеме секој месец да се гледаме што емитуваме, колку ќе платиме и на крај да провериме нашите пари, колку и да се со кејф платени, дека ќе отидат на права адреса. Ако е принц тој што сум го емитувал 50 пати, сакам принц да ми каже ја ги зема парите од Канал 5. Најчиста работа. За крај две прашања, Мирчевски па министерката Канчевска. Мирчевски, дали е оправдано да се инсистира на задолжително емитување 8 часа музика, а при тоа да се наметнува цена? Тоа е како да присилите некого да оди во супермаркет, а да нема право во одреден супермаркет и да купи одреден бренд на млеко или пијалок. Кој што е по дефолт најскап. Боби, може и дали тоа значи дека треба и малку покоренити промени на сиот овој воспоставен систем? Значи медиумите, особено телевизиите, во прв момент не се согласува со одлука за облигација од 8 часа. Сега после оваа ситуација кога ќе се заврши сигурно прашање дали за ден, 5 дена или месец дена, ќе мора да има коренити промени. Сигурно дека повеќе нема да прифатиме по никаква уцена и условување облигација за емитување. Тоа, дали јас сакам Копров, ќе се договорам со Копров и со Друженијето што ќе го застапува Копров. Колку ќе го емитувам, како ќе го емитувам или принц. Тоа ќе биде наша одлука. Може нема да сака. Може нема да сака. Индивидуално ќе се договори. Така. Видите, еве уште ова само да завршам. Ова што беше со забраната. Мислам ги слушам цело време, ние забрануваме. Вие уште не знаете што значи забрана од 5 телевизии најголеми во Македонија и други радиа. Стварно не знаете што значи забрана од наша страна. Немојте да играте со нас и немојте така да постапувате со медиумите. Забрануваме, како не знаеме. Па како не? Копров 30. Не знаете што е забрана. Јас сум и така забранет. Сакам некој. Пази, видите, имаме една парадоксална не се гледаат. Имаме парадоксална ситуација. На твоите не. Иване, те молам. Парадоксална ситуација. Кога најповеќе се дава за музиката, да се ги бараме, значи никогаш не се третирала музиката, толку се давало за музиката, ние немаме музика. Вие не ја давате? Не. Не, друго. Друго ми е муавет. Друго ми е муавет. Ма немате музика. Ако некој ме разбра, во Македонија се важеше правилото: не играј, не свири, не пеј. Го срушивме ние тоа. Дали ние не можеме да направиме идол? Зашто не го направиш? Ајде направете го. Зашто ти ако имаш ти ќе го направиш директно? Ти кажам зашто. Ја да ти кажам. Влегувате во друга тема која што комплетно ќе ни ја поремети шемата, не можам веќе. Само да завршам. Ја гарантирам дека јас ќе земам да го правам на која сака телевизијата, не само што ќе го направиме и што ќе прославиме деца, него и ќе заработиме пари. Ама не знаете, колку ти се гледа фестивалот што го правиш ти, менаџери, 15 телевизии го гледаат балкански. Со 0,1% гледаност. Ти како ми се јави минатата година? Се извинувам, веќе ја преминавте на Абе не шпекулирам бројки. Ова е веќе лична конфронтација, а завршувам со министерката Канчевска со истото прашање. Се извинувам. Министерке, завршувам со последното прашање кое што беше упатено
кон Мирчевски, бидејќи на почетокот се обидовте да ги одвоите што направило информатичко општество, што сте направиле на вие, ние го гледаме како еден пакет, како еден систем. Значи и за вас завршното прашање, дали е оправдано 8 часа музика задолжително, што соодветно на пластичен пример значи мене вечерва да ме обврзите да купам од еден маркет одреден производ по најскапа цена, не прашувајќи ме дали имам пари за тоа или не. Сметам дека треба да се постави прашањето дали е позитивна таа одлука. По мене но мислам, јас може да немам пари за тоа. Значи, а вие да ме присилите. По мене мислам дека одлуката не е негативна, туку напротив, позитивна. Да слушаме што повеќе македонска музика, да се емитува македонската музика и така натака. Тоа мислам дека е многу позитивна одлука и стојам за таа одлука. Сепак ќе кажам како министер, како член на владата и ова министерство досега се има најмногу вложено за културата и за уметноста. Тука стојам со аргументи, со факти и можеме да дебатираме кога сакате. Има различни аспекти од патриотските песни па до други, но да не ги отвараме. Силна поддршка сме дале за културата, пред се за уметниците. Завршното прашање од било каков аспект. И ќе продолжиме така. Ова, пак сакам да кажам, во однос на ова прашање треба навистина со позитивна енергија да се разговара, со позитивна мисла, бидејќи пак ќе напоменам, никој нема корист од сето ова што сега се случува. Ниту авторите, како автори, ќе немаат корист, ниту пак корисниците. А трпат граѓаните, зашто музиката е јавен интерес. Граѓанинот сака да слуша македонска музика, а некој му го забранува тоа право од јавен интерес. И Тоше на 9 години од смртта на Тоше не можеме да се подсетиме на Тоше Проески. А меѓу кои си ти еден од неговите најдобри сепак тоа си е одлука лична. Тоа не можам, немам коментар за таа. Предпоставувам си пуштил дома CD и си се подсетил. Да, ама не на гледачите на Канал 5. И во ресторан, во кафана. Не, дома сум се го пуштил, да. Ама не на екран. Ќе седнете вака да се договорите или ќе остане се на телевизиски дебати, а етерот во етерот ќе остане мол? Јас сакам 6 месеци од Принц, да прославам на твојот екран, ама го нема. Од смртта на Принц. Не ми давате. Од Принц. Ние мораме да почитуваме закон. Министерката вели вие сте на поток, што да очекуваме од вас? Јас ќе кажам дека сите работи кои што ги кажува Сони, сите неправилности или недостатоци на ЗАМП. Не ги кажувам јас, Принц. Вашето здружение. Министерката ги кажа. Јас ќе кажам дека авторите се сложуваат со тоа. Значи сите тие муабети држат вода и дека има место за коригирање, за поголема транспарентност. Здружение кое што е многу вложено, кое што функционира и у претходни 4-5 години има нагорна линија на прибирање на пари. И конечно кога се стави електронскиот систем, кога рековме дајте сега да видиме внатре во ЗАМП, да го направиме подобар, се појавува една ваква едно здружение со лиценца, каде што ние не смееме сега ништо да кажеме против ЗАМП. Чекајте, не можете вие да ја имате монополската позиција. Во нито една сфера во државава не постои монопол. Значи, јас кажувам авторите, кога конечно рековме дајте да видиме да го направиме ЗАМП бољи, се појави друго здружение кај што не смееме да го критикуваме и ништо да се трудиме да го подобриме, ќе бидеме сватени, овие се незадоволни, на нив треба да им се даде лиценцата. Меѓутоа, не знам зошто тие говорат за нас. Тие работат. Меѓутоа, не функционира. Во онаа сфера каде што некој ти гарантира дека ќе земе и ќе функционира и дека ќе земе повеќе пари. Ама не гарантирам. Тука не држи вода. Ти не функционираш во моментов. Тоа е проблемот. Јас не гарантирам. Ти не функционираш. Најлошо, полошо од тоа. Ајде што смета? Полошо од тоа вие да земете лиценца е само да останат две. Две е формула за пропаст. Кога има две здруженија, не функционира. Не се согласам. Во Македонија здружението ти твоите што се ги заштитувај ги. Милион примери. Ние ќе одеме, ако ја ти давам збор, ако ти ми пообезбедиш подобри услови, јас ќе дојдам кај тебе. И секој автор ќе дојде кај тебе. Ти мислиш дека подобро. Ајде направи го. Министерката ево да најдеме вие за вас, ние овде кај што сме. И ја ти гарантирам дека јас ќе дојдам ако ти покажеш резултати, јас ќе дојдам кај тебе. 750 денари Копров. Најдека тоа многу, 750 денари неприфатливо. Не, Иване, со разговор
Со разговор све се решава. Многу сме далеко. Планини се не можеме да види, не можеме да бидеме ако седнеме и разговараме со аргументи. Па треба да разговараме. Ајде да седнеме. Еве решение. Ти сакаш минута на македонска телевизија каде што е најскапа. Вака пак се враќате на почеток. Значи, за да создадете некаква атмосфера, треба да видам што понудиле. Ја не сум одбори. За да создадете некаква атмосфера за диалог, вие треба прво да го стопирате тоа што очигледно незаконски сте го направиле, а тоа е забранато. Боби. Значи тоа би било според мене првото подавање на рака на незаконската забрана. Елементарно прашање во системот во кој живееме. Дали можам јас да дојдам за твојата фамилија, вака сите да не чујат, да одлучувам за твојата фамилија? Ето тоа, они. Не е точно. Како ти можеш тарифни... Аби јас сум автор, Абе не можеш да... Јас сум автор, и ние сме автори. И го имам исто до право како вас. Ти... И тоа е точка. Види. Копров, може да одлучуваш кога ти ќе даеш пари. Не можеш ти да даеш. Кога ти ќе даваш пари за фамилијата, ти ќе кажеш што ќе ќе нормално. Чекај, токму тоа. Ја не може и за 58 души за 1600 луѓе да одлучуваат. Не можеш. Може. По сила на закон може. Не можеш. Еве во синдикатите да измислија принцип на репрезентативност, можеби ќе може и кај вас да се направи некаков некаков систем за да се пребројат, бидејќи очигледно гледам дека има препукување и околу тоа кој кого и што представува. Факт е дека корисниците сакаат да пуштат македонска музика. Ние ќе си ги повикаме и сега ќе ги повикувам авторите од утре да дојдат и во Канал 5, и во Телма, и во Алфат, и во Алсат, и во Сител, да се договориме поединечно и за тоа се големи права, не е колективно остварување на мали права. Не можеме да се договориме. Немаме проблем со корисниците, бе. Ние имаме проблем со човек. Ако немате со корисниците. Значи вие имате проблем ако пушташ големо музичко Што не, нека има други ја му кажам, јас ќе дојдам кај тебе ако ти ми дигнеш 10% да ми одат за колективно остварување. Ќе одам кај него. Но тие тврдат дека ќе има поквалитетна услуга за... Како ќе видиш? Ја тврдам исто дека утре ќе е убав денот, ама не знам дали ќе биде убав. А зошто не му ставите на авторите сами да одлучат дали ќе поверуваат во нивната варијанта или во вашата? Ние сме отворени секој да дојде. И тие што отидоа се вратија кај нас. Чекайте, тука сепак прејудицирате дека ова здружение новото ќе биде единствено. Толку сте исплашени од овие мерки што ги спомена министерката на почетокот? Значи, нема потреба за никаков страх. Во работењето, значи, прифаќам дека има, сигурен сум и убеден сум дека има можеби недоследности во некој во работењето на ЗАМ. Во интерес на дебатата имам дозвола да ја продолжам уште 10 минути, една пауза за реклами и повторно се враќаме во студиото. Себе си као атрактивен медиум за секаде. Па затоа не те пуштам, не те кажеш, пошто ти не можеш да биеш звезда, не те пуштам. Да не ме пуштам. Ова беше само малку да почувствувате дел од атмосферата во студиото и причините зашто ја продолживме вечерашнава телевизиска дебата, меѓутоа сепак се има свој крај, ќе мораме да ја привршуваме. Мирчевски, пак ќе се вратам за крај на фамозниот софтвер кој што никој не го негира како потреба. Што покажува последен пат кога го проверивте на Канал 5? Значи софтверот дојдоа дечките од ЗАМ, мислам дека беше 30 септември минатата година, тоа беше дедлајнот, они дојдоа 2 дена претходно, инсталираа софтвер во сите национални телевизии членки на ММ. Софтверот според закон треба да функционира веднаш, со тоа што ќе треба да добијаме юзернейм и пасворд и на дневно ниво да гледаме што сме емитувале, за да можеме да си направиме пресметка колку пари ќе дадеме и на крај, кога ќе заврши годината, кога ќе ни достават фактура ЗАМП, да провериме. Принц, добар ден, дали ти зема од Канал 5 и од Телма толку и толку пари? Зема, фала ти, тоа е тоа. До ден денешен, после милион мејлови и молби, немаме юзернейм и пасворд, за да на последната средба, која што беше во влада, кај што беше господинот Копров, слушнеме од нивниот директор дека па нема вие што уопште да проверувате, тоа е наша интерна работа. Тоа само ми кажува дека господата не сакаат да се дознае кој и колку пари зема, затоа што очигледно ќе биде чудно. Но постојат добронамерници патриоти во Македонија
кој што ни фрлија во дворот на Канал 5 на Телма и на сите 5 телевизии по едно клико, кај што пишува имење и презимење на автори, колку пари добил претходните години. Може би тоа ќе биде едно од наредните бомби, не знаеме, на нашиве телевизии. Па ќе биде многу интересно, сите ќе се смееме во Македонија да видите кој колку пари од автори земал. Па за смеење Иван. Дури Сокомап да не постои, значи еве утре да ставиме клучна врата на Сокомап, не сме ние проблем. Значи прилично известно дека ЗАМП ќе изгуби лиценцата. Значи не сметајте за конкуренција. Сметајте не за бекап варијанта. Еве дури ако има можност владата нека одлага на дневен ред нашиот тарифник, се додека ви имате лиценца. Ако изгубите, ние ќе бидеме бекап варијанта, па кога ќе ја вратите лиценцата, ќе се споиме заедно ќе работиме. Значи, ова е најджентлменски вака понуда и договор. Господине Копров, министерката директно посочи, ова се навистина завршните прашања, министерката директно посочи дека има неправилности во работата на ЗАМП. Вие не негиравте, ќе ги отстраните ли или до кога? Бидејќи ако не доаѓам до последното прашање до министерката, кога ќе ве одземе лиценцата? Значи, ние сме, ако има тоа, и ако тие сите забелишки... Вие сте член на управен и председател на управен одбор, не е возможно да не знаете дека има. Прво сакам да му одговорам на овој на Мирчевски. Добро. И јас како председател, значи да се обратил тој до органите или да прател писмо од некое, да сум имале ние некое писмо за јузерот и дека не ви одговараат од ЗАМП. Може да ги покажам на телефонот, ги чувам, намерно знаев дека ќе ми прашаш. Дали може на камера да ги покажам? Значи требало до органите на управување. До органите info@zamp.po орган здравјето, не знам каков тип на орган ви треба. Јас значи стварно еве може да го покажам на камера? Не, те молам, ја ќе го на камера да го покажам. Види. Еве го мејлот, еве ќе видите што се одговориле. Треба од органите па да гласат дали ќе ти го одобрат. Дали Не, сега Копров, тоа што ми рече, да ги оставиме двајцата бидејќи мора. Значи, те молам. Во ред, го прифаќам дека Значи има, веруваш дека има? Значи, утре ќе проверам и доколку има. Добро. Со датуми да ти ви кажам, 26 ноември 2015 е првиот мејл. Видите, и јас, значи, као нов председател на управен одбор, единствена ми е задача да направам богати автори, да ЗАМП работи во словото на законот, и едноставно да се направи таа улога сум ја зел и да направам атмосфера каде што и затоа што без медиумите не можеме ние да функционираме. Во ред. Тоа беше репликата на Мирчевски на моето прашање. Повеќе од 10 се забелешките, дали ќе ги отстраните? Ако се тие држат ова, апсолутно ќе ги отстраниме. Нема разлог да не ги отстраниме. Ако држат тие, утре ќе ги разгледаме и ќе ги отстраниме. До сега не сте ги разгледали? Не сме ги гледали. Јас не сум ги видел. Ви стојат во архива или воопшто не сте ги видели? Јас не сум ги видел. Како е можно? Канчевска Милевска, кога завршуваат 60 дена? Завршени се. Значи, што чекате тоа? Значи ние како Министерството за култура доследно го почитува Законот за авторско право и сродни права. Чекате, 60 дена рок за одговор или исправка на констатираните забелешки завршија? Да, извршена надзор. Дадени се мерки што треба да ги остранат. Рокот за да се остранат мерките беше 60 дена. И заврши. Завршене. Отстранети се или не? Повторно, значи, комисијава која што вршела надзор е отидена во ЗАМП, значи ние мораме со документи, не можеме така да отидеме без документи, како мислам согласно закон да се одземе дозвола. Значи даден е примерен рок, по завршување на рокот, значи рокот е завршен, 60 дена беше, 2 месеци, за да се отстранат мерките. Комисијата при Министерството за култура во моментот врши надзор да види дали во тој рок се отстранети мерките. Доколку утврди дека не се отстранети мерките, ние мораме да одземеме дозволата. Тоа е еден основ. Паралелно во моментот се врши надзор и на софтверот. Надзорот го врши заедно Министерството за информатичко општество и Министерството за култура. Доколку комисијата која што врши надзор утврди дека софтверот не функционира, ако утврди дека функционира е во ред, доколку утврди дека не функционира, исто така, согласно закон и по тој основ треба да се одземе дозволата. До кога се роковите?
Па роковите во моментов, како што сум, не знам точно за Комисијата за софтверот, бидејќи таа е заедничка заедно со Министерството за информатичко општество, во однос на Министерството за култура, во однос на забелешките кои што треба да се остранат, за да се утврди, значи, до петок ќе се донесе ставот. Јас ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Се надевам дека создадовте можеби некаква основа да седнете на маса и да се договарате. Господјо Канчевска-Милевска, ви благодарам и на вас. Се надевам дека ќе одговорите и на следните покани околу субвенциите за уметноста, од кои дел се многу контроверзни, и пред се околу прашањата околу авторските права во архитектурата, кои што исто така предизвика многу контроверзии. Со задоволство. Се што е во моја надлежност сум тука да одговорам. Ви благодарам. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Ова беше едно малку продолжено, но верувам за вас интересно издание на Топ тема. Се гледаме и со мене во петок, а утре со вас е Александар Чомовски. Останете и натаму со програмите на Телма. Следно е вестите во 9:30, а до тогаш подсетување на другите програмски содржини.